Така, тоа беа дел од фактите околу пописите и овие операции кои што се случувале во Македонија. Токму на оваа тема денеска гостим во студиото е Апостол Симовски, директорот на Државниот завод за статистика, како што најавивме, и ќе зборуваме за пописот кој што е најавен за 2 години од сега, односно 2020, од 1 до 21 април. Пред се, добре дојдовте во студио 1. Благодарам на поканата. И она прво прашање што неверојатно и најлогично се наметнува како прво прашање е какви предизвици се, на какви се предизвици Македонија наидуваше со тоа што 18 години немаше прецизна и официјална демографски податоци, прецизни и официјални демографски податоци. Само малку би проширил во реченицата, не само демографски, туку и белези кои се врзани со економската активност на населението, образовната структура, посетувањето на училиште и така натаму. Значи пописот е еден склоп на широка лепеза на податоци за населението од сите аспекти гледано. Значи, од демографски аспект, економски аспект, образовен аспект, социјален аспект и така натака. 18 години без овие податоци, кои се предизвици се наметна поради тоа? Значи, немањето на информации за овие карактеристики на населението не обезбедува носење на квалитетни политики во насоки на подобрување на условите за живот на истото и правење на големи грешки, евентуално поради немање на податоци или користење на стари податоци. Населението е жива материја, се движи, постојано е во движење, особено во 21. век, кога оваа мобилност е исклучително голема и немањето од податоци на долг рок може да предизвика и предизвикува веројатно големи последици. Можеме примери да наведеме многу илјадници. Меѓутоа еве еден прост, едноставен пример. Имате желба да инвестирате во некоја, нека биде стопанска гранка, било која, вас ви се потребни информации за расположивата работна сила на тоа подречје каде што сакате да го лоцирате таквиот објект, вас ви се потребни податоци за населението како потрошувач во околината на тој објект, можности за комуникација и така натака. Значи, еве еден банален пример за тоа кој денеска ќе се реши да инвестира ако ги нема овие податоци. Веројатно и проблемот со малиот број на степен на инвестиции се должи меѓу другото и на овој факт. Да не говориме за некои други примери, како например во одредена рурална област. Имајќи податоци од постар датум, можете општината, државата сеедно да инвестира во изградба на училиште. Ако тогаш биле 200 или 300 деца, се гради капацитет за толков број на деца, а во моментот таму живеат можеби 50 на деца веќе. Значи тоа се дефинитивно, за жал, таква е ситуацијата и не само селата, може да се потрошат голема сума на пари без потреба. И уште многу такви само на штета на државата оди, меѓутоа така да носењето на креирањето на политики се базира секогаш на информации, на податоци. Било каква политика, говориме за развојна, не за политички политики, се разбира, мора да базира на информации. Немањето на информации значи носење на погрешни политики или не носење на политики. И сега и покрај недостатокот на овие официјални податоци, од пописот кој што треба да ги даде како релевантни податоци, во јавноста бевме сведоци дека се лиферуваше со различни бројки, со различни проценти на одредена популација или одреден број на населени граѓани на одредено подрачје. Колку овој попис што ќе се спроведе очекувате да ги побие сите овие информации, да расчисти некои недоумици или можеби и неофицијално знаеме каде сме, колку сме? Кога би знаеле каде сме и колку сме, нема да имаме потреба од правење на попис. Дефинитивно, дури во време на кога ќе излезат резултатите од попис, имаме големи шпекулации околу тоа дали е таа точна бројка, дали се тие податоци во ред или не се во ред. На крајот на кришата статистиката не е исполнувач на желби. Нашата улога, функција е да ја осликаме реалност. Дали таа реалност некому ќе му се допаѓа или не, ние не можеме да нити имаме намера, нити имаме право да само практично сакате увидот да го пружите во. Јас често пати го повторувам, фотографија на реалност. Причините за таквите состојби треба да се гледат на друго место. Меѓутоа елементарното заради што постоиме да обезбедиме податоци за развој. Тој развој се остварува со носење на одредени развојни политики на секој ниво.
не говорам само од властите, од централната, локалната и било која, туку деловите субјекти, па и поединци. Науката е многу заинтересирана за овие податоци и слично. Така да, од тој аспект, дефинитивно овој попис мора да даде реална ситуација. И било кој статистички податок во суштина треба да представува реалната ситуација. Проблемот со непостоење на податоци за бројот и структурите и територијалниот распоред на населението до некаде се решава со така наречените процени на население кои што ги објавуваме секоја година. Меѓутоа, Република Македонија за жал е миграционо подрачје и оваа емиграција е процес кој што трае многу одамна. Меѓутоа, сведоци сме сите дека во последно време е многу интензивна. Само оние податоци кои што ги објави Светска банка и Евростат се фрапантни, некаде околу 400-500 илјади млади луѓе дека се иселиле во државата последните десетина години е фрапантна бројка. За жал, ова не се регистрира административно. Дали тоа го вклучи алармот за да... Проценките, не, алармот се вклучува од многу аспекти. Кажав, од било кој, самото носење деловна политика некоја е доволно. Кога немате податоци, вие веќе имате голема можност за грешка. Така, но предпоставувам и голема беше желбата, се знае колку луѓе ја напуштиле државата. И мислам дека сите недостатоци кои што се случија поради немањето на попис во 2011 година, единствената придобивка можеби е тоа да целокупната јавност во Република Македонија конечно се свести да свати што значат податоци за попис. Колку е значаен. Значи, немајќи ги, увидовме колку е тој значаен. За жал, на грешките учиме, меѓутоа, тоа е тоа. Состојбата е таква како што е. Наше е да се подготвиме и да го спроведеме овој попис и да ги обезбедиме овие потребни податоци. Така, во една прилика вие изјавивте дека лично сметате дека нема потреба во пописот да влезат прашањата за етничката припадност и за верската припадност на граѓаните. Имајќи предвид дека имаме цел рамковен договор и закони кои што се базираат на проценти од етничка застапеност, како тие натаму би се спроведувале доколку ја немаме оваа бројка утврдена? Мојата изјава, лична изјава, кажам, тоа не е став во моментот на завод, потенцирав дека е ваше лично мислење. Се базира на следново. Пописот за жал стана полек на страшно голем интерес на политиката. Именно е пописот до 2011 пропна токму ради инволвирањето на политика во пописот. И единственото прашање за кое што е политика заинтересирана во пописот е токму прашањето на етничката припадност. За жал, кај нас тоа е реалност. Од друга страна, овој податок нема никаква друга освен политичка употребна вредност. Економијата не зависи од етничката припадност, зависи од населението, неговите карактеристики економски, социјални, образовни, особено и така натаму. Потребата од инфраструктура не зависи од етничката припадност. Потребата од образованието не зависи. На сите им треба образование, на сите им треба квалитетно здравство, на сите им треба квалитетни услови на живење. Значи, политики кои што треба да се спроведуваат врз база на податоците од пописот не прашуваат за етничка припадност. Кажувам, ова беше причината за таа политизација на пописот. Од тука сметам дека најдобриот начин да ја тргнеме политиката дефинитивно од пописот е ако ова прашање и прашањето за религиозната припадност се тргнат од пописот, бидејќи тие немаат апсолутно никаква друга употребна вредност. Во однос на ова што кажувате на законите, јас не сум правник, навистина не би сакал да бидам некој толкуваш на законите и особено на уставот, меѓутоа мислам дека барем малку го разбирам што пишува таму и таму во уставот се вели дека одредени граѓани кои што не говорат или говорат, односно јазик различен од македонскиот во одреден процент, остваруваат одредени права. Така да прашањето е врзано за јазикот, не за етничката припадност. Тоа што кај нас погрешно се интерпретира или поинаку, односно, пардон, не би се сакал да кажам погрешно, просто реков не сум правник за да ценам дали е тоа точно или не, е друго прашање. И дека се врзува со етничката припадност. Во суштина, во уставот, барем во членот кај што се дефинира овие посебни права, е врзано со јазикот. Така да мислам дека јазикот ќе си остане. А кој ќе пресече дали овие две прашања ќе влезат во официјално? Содржината на пописот, значи белезите за кои што ќе се собираат податоци, се вклучуваат во законот за попис. Практично партиите треба да се парламентот е тој кој што на крајот утврдува што ќе биде содржина на пописот. Меѓутоа, само да дополнам уште една работа, содржината на пописот во принцип се дефинира и со препораките на Обединетите нации.
Значи, таму има два типа на белези кои што се вклучуваат во пописот. Едните се задолжителни, кои што мора да се вклучат. Секоја земја членка на Обединетите нации мора да ги вклучи тие белези, и има така наречени незадолжителни белези или non-core topics на англиски, кои може, но не мора да бидат вклучени во попис. Зависи од потребите на одредена земја. Белегот етничка припадност и белегот религиозна припадност се незадолжителни белези. И многу малку земји во светот ги вклучуваат овие белези. Во Европа, може би само балканските земји се тие кои што ги вклучуваат. Сеедно, дали земјата е мултиетничка, мултиконфесионална и така натаму. Ние овде на Балканот го имаме тој главен проблем. Ние сме, веројатно тоа е некој наследство од минатото, кога во сите оние социјалистички пописи, така да ги наречам, беше вклучено ова прашање и по некоја инерција го влечеме и понатаму. Да, точно е дека кај нас одредени закони се врзуваат со после рамковниот договор со одредени проценти, меѓутоа, затоа мојата намера беше да поттикнем дебата за ова прашање, да видиме дали навистина имаме потреба од овие белези или немаме. Или ако јавноста смета дека има потреба, ние во срутите произведуваме податок за корисникот. Тој ги дефинира содржината на тоа што ние ќе го произведеме како податок. 2020 остануваат 2 години. Што во тие 2 години треба да се подготви за да имаме успешна операција на попишување на населението? И во самиот прилог кој што течеше пред овој разговор, беше кажано дека пописот е навистина огромна гломазна операција која што вклучува голем број на лица, бара исклучително голема и сложена организација на сите тие активности и дефинитивно бара и долги и големи и детални подготовки. Ние со подготовките започнавме, основние барем поинтензивните подготовки веќе година и пол дена наназад, го дефиниравме методот со кој што ќе го спроведеме пописот. Кажано беше во прилогот дека ќе одиме со така наречен комбиниран метод кој подразбира и теренско попишување, но истовремено користење на податоци од одредени регистри или збирки на податоци. Од кои регистри ќе бидат користени податоците? За сега дефинираме 6 збирки на податоци кои сигурно ќе ги користиме и уште 3 ги проверуваме во моментот. Меѓутоа, бројот на збирките не е ограничен. Значи, било кој регистар кој што возможува податок барем за еден белег, нас не е во интерес да го вклучиме. Се разбира, тоа малку посложена операција. Технички, главната база на податоците, главниот регистар ќе биде регистрот на население, кој би требало да го да се оформи од страна на Министерството за информатичко општество и администрација и некаде би требало кон крајот на годината веќе да имаме првата верзија на овој регистар. Има и резервна варијанта. Прашањето беше дали тој воопшто ќе може да го замени на граѓаните од Министерството за внатрешни работи, меѓутоа регистрот на населението обезбедува веќе податоци за 13 белези за секој човек. Да, тој прилично контроверзен беше тој систем кога беше најавен, нели се наметна прашањето дали ќе може да го замени воопшто пописот, меѓутоа значи регистрот не го заменува. Тоа е едно од алатките која што ќе нешто што е помошно средство за самиот попис. Ние не можеме преку регистрот да ја утврдиме точната бројка на населението кој што е присутно, отсутно и така натака. Има повеќе категории население, плюс влегуваат со пописот се офаќаат и странците кои што се присутни во моментот во земјата, па има две категории тука, оние што се подолго од година дена и оние кои што се пократко од година дена со одобрение за престој и така натака. Значи, дефинитивно овој регистар не може да обезбеди податоци и попис, меѓутоа комбинирањето на повеќе регистри се надеваме дека во иднина ќе ни даде шанса да повеќе не спроведуваме попишување на терен. За да ова го оствариме, нас ќе треба добар, квалитетен адресен регистар кој што во моментот го немаме. И ова фаза веќе ја започнавме заедно, односно треба да ја спроведе Агенцијата за катастар и недвижности со наша помош. Веќе се работи на изградба на овој регистар, меѓутоа далеко од тоа дека е завршен, се надеваме дека одредена форма која што нам ќе ни биде од огромна корист и помош при спроведувањето на пописот ќе биде завршена. Така, за сега стојат организацијски работите и течат добро.
имаме одлична соработка со Агенцијата за катастар и недвижности. Меѓутоа, не сме во моментот спремни за еден таков попис базиран исклучиво на регистри. Ова во суштина би требало да биде на преодна форма. Проблемот зашто не може, ние немаме, руралните населени места во принцип немаат адреси и да ги добијат, населението нема документи кои се врзани со тие адреси, тоа е еден процес кој што треба да се променат сите документи и така натака. Значи сепак бара некој време. Процес кој што. Меѓутоа тоа е иднина. Ајде да разговараме за ова што не чека. За ова што не чека утре. И втората новина е што веќе ќе ги отфрлиме хартијата како средство на кое што ќе се прибираат податоци. Ќе одиме со електронски уреди, со лаптопови, кои што возможуваат и тој линк значи директно превземање на податоците од регистрите и префрлање во главната база на податоци на она што е веќе попишано. Сите категории население ќе се значи дефинициите ќе се користат оние кои се ги дава Обединетите нации во нивните препораки. И тоа е задолжително за сите земји во светот, тука отстапување не сме да има. Проценката е дека оваа операција ќе не чини околу 8,5 милиони евра. Да. Што е најголем товар на буџетот? Мислам, што е најскапото нешто што најмногу ги прави оваа сума од 8,5 милиони евра и колку од овие пари ќе паднат на товар на буџетот, а колку ќе бидат од странска помош? Ние не планираме странска помош во моментов, од повеќе причини. Прво, главната ставка, ќе бидат две се главни ставки во овој буџет, тоа е набавката на опремата и плаќањето на персоналот кој што ќе биде ангажиран за време на попис. Било кој донатор не плаќа лица, не исплаќа трошоци за персоналот, а набавката на опрема, ако најчесто тоа Европската унија како донатор, тога сме врзани да набуваме од европско потекло. За жал, компјутери од европско потекло тешко денеска може да најдете и тоа ќе биде страшно комплицирано да најдеме таква опрема. Меѓутоа, идејата е овие 6000 лаптопи кои што треба да ги набавиме за пописот, нас не ни требаат после тоа. Значи, нема да бидат за една употреба, напротив, после тоа ќе се дадат, дали ќе биде тоа по школи или било каде, значи ќе имаат продолжена употребна вредност и нивниот век на употреба на вистина ќе биде многу подолг. Нема да служат само за една операција. Така да гратески имаат школите. Она што ќе остане од попис. И она што е многу интересно, пресметките кои што ги направивме, користењето на хартија и користење на повеќе лица, особено за обработка на тој пописен материјал, бидејќи кога хартија треба да се пренесе на медиум, да се обработи, да помине с некои филтри, контроли и слично, чини повеќе него користењето на набавката на ова цела опрема која што и оние сервери кои што се потребни за целиот тој процес да функционира како што треба. Така, вие изразивте жалење околу пропаднатиот попис во 2011 година, рековте дека тоа ќе биде на црна дамка. Дефинитивно. Меѓутоа, пред да преминеме на прашањата кои што се однесуваат на тој процес, предлагам да погледнеме еден прилог од колешката Јана Јосифовска околу истрагата која што веќе се води за овој процес, па се враќаме повторно во студиото. Најавениот попис за 2020 година во јавноста повторно го отвори прашањето за неуспехот на пребројувањето на населението во 2011. Токму поради одлагањето на овој попис, специјалното јавно обвинителство пред неколку месеци отвори истрага против екс-премиерот и председател на ВМРО-ДПМН Никола Груевски и лидерот на ДУИ Али Ахмети, кој за прв пат е осомничен во предмет на специјалното јавно обвинителство. СЈО ги сомничи дека ја злоупотребила својата службена положба и како председатели на партии и коалициони партнери се согласиле да се прекине пописот на населението во 2011 година. Според специјалните обвинители, Груевски и Ахмети ја искористиле својата положба и за да ги сокријат неповолните факти за демографската структура на населението и да сокријат дека немаат капацитет да го спроведат процесот, па го прекинале пописот, а како причини навеле технички проблеми и некадарност на пописната комисија и на Заводот за статистика. Истрагата е во тек. Во интерес на истрагата детали не можеме да споделиме, велат од специјалното јавно обвинителство за 1 ТВ за овој случај. Специјалната јавна обвинителка Ленче Ристовска пак на денешната конференција организирана од Институтот за европска политика ЕПИ за поглавието 23 најави дека СЈО и понатаму ќе отвара истраги. Потребно е законско решение за измена на законодавството за да се осигури дека специјалното јавно обвинителство ќе има трајна основа за продолжување на својата работа, порача Ристовска.
Имаме навистина обемен, односно голем број на предистражни постапки. Во голем дел од тие предистражни постапки мора да потенцираме дека има и меѓународен елемент и сето тоа е нешто кое што го одолговлечува моментот на одлуки по однос на истражните и предистражните постапки, што сепак би потенцирала дека вакви предмети од со овој тип на сложеност и на меѓународно ниво траат подолг период и заради тоа и сметаме дека тука треба да се гледа оправданоста на потребата од продолжување на работата на специјалното јавно обвинителство. Би кажале и дека од овој аспект значајно е што секогаш треба да се земе во предвид дека преовладува јавниот интерес во вакви случаи пред запазување на некој процес, не би рекла пред се рокови, и дека ова е од особено значење затоа што само на ваков начин може да се адресира прашањето на неказнивоста. Сеја во случајот Попис ги товари меѓу другото Груевски и Ахмети дека го оштетиле буџетот за околу 3 милиони евра. Причините наведени да се прекине пописот со закон според СЈА всушност биле причини за одложување на попишувањето, а тоа да се изврши кога ќе се подобрат условите. На тој начин потрошените пари за спроведување на пописот потрошени до моментот на одложувањето немаше да представуваат штета и истите би биле искористени во одложената пописна операција. Сепак причината за престанок на пописот не била во она што е наведено од владата, туку осомничените сфатиле дека со законите пописна операција ќе им се нанесе огромна штета на тогаш владеачките ДУИ и ВМРО-ДПМН, па водејќи се од лични интереси, одлучиле дотогаш потрошените парични средства да ги фрлат во вода и го оштетиле буџетот, објавија претходно од специјалното јавно обвинителство. Да, тоа беа деталите околу истрагата која што специјалното јавно обвинителство ја отвори во врска со пропаднатиот попис во 2011-та. Ние продолжуваме со разговорот со господинот Симовски, директорот на Државниот завод за статистика. Кога станува збор за истрагата на специјалното јавно обвинителство, се разбира во рамки на она што можете да го откриете, доколку сте биле контактирани или дали беше побарано нешто од специјалното обвинителство од вас во врска со тој процес и дали некакви документи беа побарани од Државниот завод за статистика? Во старт би сакал да кажам дека немам намерена ни желба да коментирам било што за однос на истрагите кои што ги врши специјалното јавно обвинителство. Нити имам право за такво нешто. Нека си ја вршат луѓето својата работа. Државниот завод за статистика е отворен во секое време за било какви проверки што треба да ги направат ако за тоа има потреба. Да, биле во Државниот завод за статистика, проверува нешто, не знам точно што и нити сакам. Да, не можеме во интерес на истрагата да откриеме како што и самите кажа. Не знам искрено да кажам што е. Ми тоа и не би сакал, да знам. Да ги оставиме луѓето си работа својата работа. Оно што би сакал да го кажам во однос на пописот од 2011 година, тој пропадна првенствено заради тоа што од статистичка операција беше претворена во политичка операција. И дефинитивно немаше шанси да успе. Оно што ми е страшно жал, а за тоа сме ние како Државен завод за статистика единствени виновни, е што со носењето на законот за попис, односно оној предлог закон кој што го доставивме до собранието, наместо пописот да го спроведува Државниот завод за статистика, ставивме дека пописот ќе го спроведува така наречена државна пописна комисија. Државната пописна комисија е политичко тело. Таа е формирана од страна на владата во случајот од 2011 година и е составена од лица кои што не се статистичари. Партиски членови. Независно дали таму имало, не мора да бидат партиски членови. Значи не завлегуваме околу тоа дали тие луѓе се партиски или не се партиски членови. Меѓутоа не се статистичари. Пописот е статистичка операција. Законот за државна статистика, кој што е појак законот за попис и кој што мора да бидат во линија овие два закона, кажува нешто друго. Таму вели дека статистичко истражување може да спроведе само овластена статистичка институција. Толку. А со законот за попис стоеше дека пописот го спроведува државна пописна комисија во соработка со Државниот завод за статистика. Значи веќе овие два закона беа во колизија. Ваквиот начин на спроведување на попис фактички ги отвори ширум портите на влезна политика во пописот. А вие станавте практично споредната улога ја добивте како Државен завод за статистика. Не само што станавте споредна улога, тоа е небитно толку. Битно е дека станем соучесник во целата таа операција. И тоа е оно што најповеќе мене ме боли денеска и верувам дека било кој
работам во заводот исто така. Експертите порачуваат дека овој попис може да се спаси од пропаст само доколку политиката не влезе, всушност и вие тоа го кажавте. Дали постои гаранција за тоа со оглед на тоа што партиите треба веќе да го изгласаат овој предлог закон за попис кој што ќе влезе во собранието и кој што постои ли шанса и гаранција дека политичките партии нема повторно да ги вмешаат прстите? Не можам да гатам сега како би ќе се однесуваат политичките партии. Меѓутоа, она што знам дека очекуваме некаде на есен да го пушти во процедура предлог законот за попис. Она што ние ќе го понудиме дефинитивно ќе нема елементи кај што би можела да се да влезе некако да се протури политиката во пописот. Се надевам дека пред се јавноста ќе биде тој главниот фактор кој што нема да им дозволи на пратениците да го изменат овој закон во форма кај што ќе се овозможи спроведување на пописот, на некој политички попис, како што тоа беше во 2011 година. И на крајот, ако некој смета дека таков треба закон, таков закон да се донесе и таков попис да се спроведе, нека повели да го спроведе. Јас лично таков закон нема да, таков попис нема да спроведу. Пред ви благодарам, господин Симовски, што бевте дел од Студио 1 и вас, како и останатите наши гости, ќе ве испратиме со еден символичен подарок, Времето на Перонов, еден политички трилер од нашата драга Санта Аргирова. Благодарам на подарокот, благодарам и на можноста да еве јавноста уште еднаш ги запознаеме за оваа акција. Ќе ни требате како медиуми дефинитивно сите, вашата поддршка ќе ни биде неопходна пред се околу информирањето на јавноста за се што е врзано со попис. Така, ви благодарам и вам што се одзовавте на поканата и се надевам на успешна соработка и натаму. Дефинитивно. А вие почитувани